Добар ден, почитувани! Ова е почетокот на уште една нова телма амбуланта. Несоницата е меѓу најчестите нарушувања на сонот. Колку часа сон ни се неопходни за да можеме нормално да функционираме? Кои причини доведуваат до нарушување на сонот и колку често промената на животните навики е всушност решение на проблемот? За несоницата и начинот на третман денеска ќе зборуваме со доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. За својата борба со несоните ноќи ќе зборуваме со Зорица Црношија, поранешно ТВ лице и маркетинг менаџер. Започнуваме веднаш по рекламниот блок. Денеска зборуваме за несоницата со доктор Васка Митова, психијатар. Добар ден, докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата, особено на ваква битна тема. И Зорица Црношија, сите знаете од ТВ екраните, во меѓувреме стана маркетинг менаџер и тоа многу успешно во таа област. Зорица, ти ќе зборуваш за твојот проблем со несоницата. Така е, од искуство. Од искуство, да. Добре ни дојде. Благодарам на поканата, убаво е да се биде тука. Ќе започнеме со тоа што точно представува несоница. Дали значи само проблем, односно неможност да се заспие навечер или пак чистото будење за време на сонот представува несоница? Токму така како што кажавте, практично и нема личност која што не знае што значи несоница од возрастната популација секако. По дефиниција значи неможност да се заспие и неможност да се или неможност да се одржи сонот, бидејќи има одредена популација која што нема проблем со заспивање, но има проблем со будење во текот на ноќта и понатака неможност да се презаспие, повторно да се постигне оној ритам, да речеме, на спиење. Дали овие лица може да заспиат во текот на денот? Има лица кои што имаат несоница во текот на ноќта, каде што има проблем со заспивање, но немаат проблем со деневна дремка и тука може да има тоа практично последици доколку деневната дремка е подоцна од одредено време, од 12 или 1 часот, нели, после пладне, и ако трае подолг период, подолго од час до час и пол, практично може да го оневозможи повторното заспивање во текот на истата вечер. Лицата што страдат од несоница, кога ќе одспијат во текот на ноќта и потоа ќе се разбудат, се чувствуваат ли ненаспани потоа? Зависи каков е проблемот, зависи колку часови практично спиеле, зависи колку се тие, сега зборуваме за лица што се будат практично после период на спиење. Секако дека доколку не се задоволени оние услови на 6 до 8 часа за поголемиот дел од популацијата, би рекла 7 до 8 часа. Идеално некое време, кое што е потребно за да се, да речеме, исчисти, лаички кажано, но да се исчисти и за да се одмори мозокот од одредени, нели, насобрани предходно метаболити со тек на, нели, активноста на предходниот ден, особено аденозинот. Тоа е некое време кое што е оптимално. 7 до 8 часа, но на некого му се доволно 6 часа, поретко на некого му се доволно можеби 9 часа. Значи индивидуално е тоа? Релативно индивидуално, бидејќи има студии кои што укажуваат дека и по прекумерното спиење има своји ризици, особено по кардиоваскуларниот систем. Над 9 часа веќе може да биде контрапродуктивно, бидејќи створени сме преку денот да се движиме, а во текот на ноќта да спиеме. Тоа е еден многу битен период од нашиот живот, период секојдневен или дел период, каде што практично и телото и мозокот си има свој период на одмор и одредени многу битни физиолошки функции се одвиваат кои што возможуваат подобро функционирање во текот на наредниот ден. Зорица, вие... Слушам со широко отворени уши. Верувам, колку часа спиете во текот на ноќта? Марија, имав периоди во кои што добри 10 години спиев околу 3,5 часа, што беше драматично, да. Секогаш сум се прашувала како ќе ми изгледа денот и колку ќе бидам продуктивна и како ќе ми изгледа енергијата и стилот и генерално функционалноста кога би била нормален човек. Нели, кога би спиела најнормално како и сите останати. Она што, да кажам, било многу не симптоматично, него очигледно кај мене е дека мене несониците порано, да речем, кога спиев многу малку, не ме раздразнуваат како човек. Напротив, јас сум многу смирена, не сум конфликтна и не сум многу, да речем,
раздразлива, заради тоа што не сум наспана. Колеги ми кажуваа како можеш воопшто да функционираш со 3,5 часа сон, затоа што нели тоа се дневни разговори, човек ги споделува своите проблеми. Јас секогаш сум го актуализирала, да кажам, и во јавноста сум кажувала со какви проблеми се соочувам. Меѓутоа тие што не спијат се страшно нервозни. Страшно нервозни, страшно раздразливо. Она што јас сум го почувствувала кај себе е дека повеќе ми се јаде. Особено ми се јаде благо, затоа што ми треба инстантна енергија, ми треба нели инстантен наплив на, како да кажам, нели нешто што ќе не разбуди во тие моменти, што ќе не крене. И првата наполитанка што ќе ја видам нели на некое биро е моја. Меѓутоа, спиев малку подобро во ковидот, затоа што не одевме на работа и тој дневен стрес, тоа утринско трчање и тој стрес да постигнам се од сабајле и тој адреналин го немав. Меѓутоа, при најмал проблем, најмала дразба, најмало, како да кажам, најмала мисла дека имам обврска, дека нешто ме терети, вознемирува, ме чека, имам некој дедлайн, јас не спијам. Одново. Кога точно започна проблемот? Јас сега кога убаво ќе се присетам, започна уште, да речем, кога немав деца. Започна, да речеме, пред да останам бремена со првото дете, со чувство некакво, тогаш маж ми многу патуваше и патуваше со некакви утрински летови. Јас се сеќавам дека станува во 3 сабајле во паника дека ќе го пропушти летот. Значи и туѓата обврска ме терети и ме вознемирува, а камоли својата. Значи од тогаш се сеќавам, тоа е сигурно добри 17-18 години, дека јас почувствував дека не можам да спијам кога имам нешто што ме чека. И затоа што сум таков карактер, да речам, би рекла обсесивен, не ги испуштам така лесно обврските и не оставам да се опуштам, него сум со силна мисла дека тоа нешто треба да го спроведам. И тоа е нешто што веројатно влијае на сон. Така ќе проговориме детално за причините кои што може да доведат до несоница, но еве сега слушнавме дека 17 години? Да. Трае еден проблем. Да. Од што зависи дали ќе биде несоницата привремена или пак ќе премине во еден траен проблем? Како и кај другите нели расстройства, имаме акутна несоница која што е поврзана со неможност да се заспие после одреден настан, ситуација и така натака. Но доколку несоницата обстојува повеќе од 3 дена неделно и во повеќе од 3 месеци, веќе можеме да зборуваме за хронична несоница, како што станува зборот и кај нели нашата соговорничка денеска кај Зорица. Затоа што оптеретува, трае долго, влијае на секојдневното функционирање. Впрочем, и не е толку ретка хроничната несоница, според Америчка асоциација на медицина на спиење, се смета дека околу 10%, сега статистиките се различни од земја во земја веројатно, но отприлика околу 10% од популацијата страда од хронична несоница, некаде околу 30% од нели севкупно зборуваме дека имаат неможност да се спиење, односно несоница. Така да зборуваме за еден голем, висок процент, особено во овој забрзан период на живење, секојдневни стресни ситуации, предизвици, секојдневни предизвици, работни предизвици, одговорност, чувство, зголемено чувство на одговорност кон секојдневните обврски практично, и она желба да се постигне се, кога има нели премногу за постигнување и желба нели да се одговори на секоја обврска, поготово вака погодено со еден перфекционистички, да речеме, карактер, личност, со висока одговорност, чувство за одговорност кон обврските, и тоа може да ствара анксиозност која што потоа нели резултира со неможност да се заспие. А можат ли да се усвојат лоши навики на спиење? И потоа проблемот да премине во хроничен? Апсолутно. Токму поради тоа? Апсолутно. Многу е битно што правиме навечер како хигиена на сон,
пред да се обидуваме да заспиеме. Нивото на светлина е битно, бидејќи од нивото на светлина зависи лачењето на оној хормон што се лачи во пинеалната жлезда, мелатонин, кој што интензивната светлина го прекинува неговото лачење. Гледање на одредени уреди, електронски, така натака, кој што зрачаци на светлина го прекинуваат лачењето на мелатонин. Практично сето она што го правиме после вечерата во домот, со какво осветлување сме во тој дом, има влијание врз процесот на заспивање. Температурата во просторијата, идеално би било нели во спалната соба да биде пониска температурата. Осветлувањето веќе после вечерата да има некакво пригушено светло или некакви странични ламби и така натака, да може полека телото на умот да се спремаат за тоа втонување спонтано во сон. Топол туш секогаш помага, едни ритуални однесувања во текот на вечерата, кои што ќе бидат можеби со некаков чај од маточина, валеријана, пасифлора и така натака, кои што ќе го спремаат, личноста ќе ја спремаат за да може да заспие. Практикувате ли некаков ритуал? И дали понекогаш кога ќе влезете во спалната соба и ќе го погледнете креветот, имате проблеми, напнатост, бидејќи знаете дека следува вртење во креветот и не може за заспивање? Марија, ми се јавува една анксиозност при самата помисла дека доаѓа ноќ. И јас се прашувам дали и оваа ноќ нема да спијам и се преиспитувам себе си во каква емотивна состојба сум во тој момент, за да знам што ме очекува. Зашто некогаш можам да предвидам дека ноќеска и онака нема да спијам. Знаејќи што се во денот ме теретело, да кажам. Во однос на се во ова врска што го кажа, се знам, се ми е јасно. Се сум прочитала. Во смисла секакви студии, истражувања, едиторијали, артикл, сегде кај што сум нашла, јасно ми е што може да ми повлие. Очигледно јас не сум доволно подготвена да усвојам нови практики и да си кажам можно и ова да ми помогне. Јас сум ги пробала сите можни. Веројатно има нешто и што не знам, секако дека има нешто што не знам. Сакам да кажам, сум пробала се што сум прочитала. Што е тоа, например? Топол туш, топло млеко, читање, темна просторија, да не, значи јас спијам во комплетно темна соба, без никакви уреди, никаква сина светлина, ништо што може да ме раздразни или нешто што може нели да ми го покачи нивото на стрес. Не гледам никакви вознемирувачки содржини пред спиење, легнувам секогаш во исто време, сум пробала топол туш, сум пробала топло млеко, сум пробала сите можни медикаменти на база на валеријана, маточина, се што постои на пазарот како суплемент, кој што е нели ОТЦ препарат. И ништо. Не. Апсолутно, ништо не ми помага. Сестра ми нешто ми препорачуваше, што е од Америка, нешто што е таму, нели, што се користи масовно. И нема резултат. Не, апсолутно. Како изгледа? Ќе легнете и не можете да заспиете на почеток? Не, јас можам да заспиам, веднаш заспивам, затоа што тој премор ме истоштува, легнувам, заспивам, се будам после 2 часа и ноќта е моја. И толку. Се чувствувате расоната тогаш? Ја се чувствам веднаш расоната. Или тука има се наплив на мисли, не, ланчани, зошто се разбуди, што се случува со мене, има такви мисли? Првично ме будат многу мали работи. Ме буди лифтот кој што го слушам преку 3 врати. Ме буди палење на светло, ме будат чавки, ме будат се ме буди што постои во моето окружување. Секој шум, спиам многу плитко, секое вртење на сопругот, секое се апсолутно се околу мене може да ме разбуди и се будам и веднаш сум будна. Не постои еден период во кој што си викам чекај, ќе се презаврта, може ќе се презаспиам, може ово, не. Значи сакам да кажам, не сум во илузија дека ќе презаспивам. Не презаспивам едноставно. Дискутиравме претходно, порано можев, например, имав сила како помлада да станам, да пеглам, да пуштам машина, да средувам, нешто што е тивко и што нема да влијае на домашните, нели, да ги разбудам. Значи средувавте по дома после полноќ? Во 2, во 3, во 5 ми е вкоса. Се лакирав, не знам, пеглав, сите тивки активности што може да се спроведат. Сега веќе немам сила тоа да го правам. Сега лежам, се фрустрирам до бескрај, нели? Се мачам со мисли, ме оптеретува
знаете како ме оптеретува се што се случило од 98 до денес. Значи, на се мислам, се ме вознемирува, се ме... Така, лицата што страдат од несоница вела дека тоа е најлошото искуство што им се случило. Можам да потврдам, да. Вие потврдувате дека така. Да, апсолутно. Што им советувате ве кога ќе се разбудат во текот на ноќта, имаат чувство дека не можат да презаспиат? Истоштувачко е, она што е веќе истоштувачко е практично затоа што многу е битно и битно е релаксирањето, односно намалувањето на очекувањето дека веднаш ќе се презаспие. Бидејќи има лица кои што нормално е да се разбудиме сите во текот на ноќта. Некој се буди, некој веројатно после одминување на еден циклус на спиење, бавно браново спиење заедно со REM спиење, па има повторно пауза, па циклус. И сите тука практично испливуваме на некој начин, некои се будат, некои не. Значи тоа е нешто што е практично нормално. Разбудувањето, но на некого му помага ќе се сврти на другата страна, ќе презаспие веднаш или ќе појде до тоалет, и тука е многу битно да не се пали интензивна светлина во тоалетот, бидејќи сите активности во темно да се одвиваат, така? Ќе се супримира нели лачењето на мелатонин и практично ќе се разбуди личноста, бидејќи интензивна силна светлина не буди. И може, нели, би требало да се појде до тоалет во некакво минимално осветлување, колку да се има, нели, увид каде сме и што сме. Може да се напие некоја голтка вода и да се повторно обиде да заспие. Но ако се створи да има вознемиреност, како што спомнава Зорица, се фрустрирам дека не можам да заспием. Практично се случува еден наплив на хормони на стрес кои што го будат и телото и умот, и она морам да спијам, знам дека морам да спијам, а не спијам. И се нервирам околу тоа. И тогаш практично се елиминира можноста да се заспие. Особено ако е поврзано со одредени, сите имаме ситуации, предизвици, потреби на редниот ден, одговорност, што и како. И ако влезе размислувањето, мислата, ако почне да тече на еден таков начин, што све треба да направам утре, а јас не заспивам, а утре ме чека еден бурен работен ден со многу обврски, па како ќе издржам, а еве се уште не сум заспана, 2 сат дошло 3 сат, 5 и така натака, и практично нема заспивање таа вечер. Нема шанси во таков случај да се заспие. А можеме ли некогаш си направиме проблем и да не можеме да заспиеме доколку испиеме? Да речеме поголемо количество пиелок со кофеин. Апсолутно. Некои велат не ми прави кафето проблем. Апсолутно. Други тврдат дека не може да заспијат. Так. Има два начини на кои што се регулира циклусот на спењето. Практично како телото го регулира и мозокот, како природата на некој начин е створила да се регулира заспивањето. Кој е тој аларм што ќе ни каже сега да треба да спиеш? Едниот е циркадијалниот ритам, оној 24 часовен ритам кој што има каде што е светлината практично голем дел, нели, регулатор на тоа. Утринската светлина која што треба да ја земеме и навечер да биде, нели, темно за да може мелатонинот практично да се лачи. Вториот начин е аденозинот, односно таа молекула која што практично со текот на денот се натрупува во мозокот и која што е на некој начин активатор, се врзува за аденозински рецептори и вика уморен сум и е регулаторно на приспивање, треба да заспијам. Кофеинот се врзува за тие аденозински рецептори, практично е нивен антагонист, односно го блокира врзувањето на практично се паркира кофеинот на тие рецептори и го оневозможува врзувањето на аденозинот за тие рецептори за да дадат сигнал потоа да се активира тоа чувство на умор и приспивање. И така практично не буди кофеинот. Не буди, односно ја оневозможува активацијата, го оневозможува чувството на умор. Но не го уништува аденозинот, бидејќи тој си стои се уште тука. Кога кофеинот ќе се метаболизира за одредено време, полуживот му е 5 до 6 часа, но четврт живот му е практично 10 до 12 часа, тогаш се тргнува од тие аденозински рецептори и останува просторот целиот натрупан аденозин да се врзе и да, нели, личноста се втурне во сон. Проблемот со
со заспивањето е ова сега практично како што го објаснив, кофеинот го спречува заспивањето. Кај некои личности не делува да го спречи заспивањето. Може да заспијат, но други студии укажуваат дека има голямо влијание врз самата архитектоника на сонот. Го менува начинот на кој што е регулиран, тој цел оркестар би рекла, таа една цела симфонија на спиењето. Го менува самото REM, периодот на REM спиењето. Така да кај сите има ефект. Кај некого го спречува заспивањето, но кај сите делува во однос на самата архитектоника на спиење, еднакво како и алкохолот, кој што исто делува во однос на архитектониката на спиењето, иако како анксиолитик се користи за опуштање навечер. Така некој велува дека може да заспијат доколку се напијат малку алкохол. Секако, значи алкохолот има анксиолитично дејство за разлика од кофеинот кој што е стимуланс. Не активира практично навечер, но алкохолот има анксиолитично дејство, го смирува телото, умот, личноста може полесно да заспие, но самото спиење, квалитетот на спиењето таа вечер ќе биде нарушен. Зорица, пробуваш ли некогаш да се напиеш чаша вино пред да легнеш? Никогаш не сум била некој голем фан на алкохол. Меѓутоа, јас не најдов начин да верувам во јога и во медитација, ама најдов начин додека пеглам навечер, например, да си ставам една чаша бело вино и тоа да е мојата заслужена или заслужен момент. А пеглањето ве смирува? Пеглањето ме смирува. Мене генерално целото уредување... Бидејќи некој го вознемирува, затоа прашувам. Да, знам дека многу луѓе се фрустрираат кога треба да пеглаат. Меѓутоа, јас генерално, бидејќи сум дезинфекцијски фанатик, мене секое чистење, уредување, средување, пеглање, редење, се што подразбира, нели, одржување на домот и домаќинството ме смирува. Веројатно, како што дискутиравме и претходно, редот физички во мојата глава и во мојот организам прави чувство дека имам некаква контрола врз нешто и дека имам ред во главата, во мислите и во животот, и таквите активности ме смируваат и знам дека завршувам добри работи. Ништо од тоа што го правам не е деструктивно. Правам нешто што е добро за мене, за моето семејство, и во тие такви ритуали знам да се напијам една чаша вино, што некогаш ми помага, некогаш ми одмага. Знае виното да ме направи многу еуфорична и пак да не можам да заспам. Така да врти, пак се сведувам на истиот проблем. Не е тоа секоја вечер веќе. Дополнително си помогнав со некои, да ги наречеме, конвергирани решенија за спиење за спалната соба, на некои производи кои што, нели, како соодветен душек, перници и така натаму, кои што ми помогна да не бидам претоплена, да не ми биде неудобно леглото, нели, да не биде тврдо, да не биде меко, да биде таман по моја мерка како што сакам. Меѓутоа, од време на време повторно ги имам тие проблеми и, како да кажем, едноставно не сум доволно обучена, нели, сама на себе да си помогна. Оние што ќе ви се јават и има кабинет за всушност за нарушување на сонот при за расстройства на спиење, Универзитетската клиника за психијатрија. Што најчесто ви опишуваат дека прават? Имаат ли земено, да речеме, мелатонин, валеријана, масло од канабис? Пробуваат ли се што е достапно на пазарот? Најчесто правиме прво една опсежна диагностика, што и како може да биде проблемот. Проблемот на соницата може да биде и органски условена, например, од некаква телесна состојба, од одредена Значи може одредени болести да доведат до несоница. Абсолютно секундарна несоница, тогаш ја нарекуваме, на одредена, нели, примарно одредено заболување, например, да кажеме, одредена личност која што има интензивна болка на нешто или така натака. Нормално е дека нема да може да заспие, бидејќи заспивањето е толку нежен феномен.
како го нарекуваат, како пеперутко, ако ја бркаш практично, ако сакаш да заспиеш, имаш голема желба, на некој начин го оневозможуваш самото природно заспивање. Од друга страна ги следиме навиките, што е тоа што се доведува или што не може да доведе до сон, корекцијата на одредени навики, тоа како помага за да може, нели практично едукација на личноста за како да си помогне самата на себе и како трето секако фармаколошката терапија која што практично помага во изразено висок степен и секогаш ќе би пробуваме нели да тоа биде од нешто што е полесна фармаколошка супстанца, по можност доколку може на некаков поприроден начин како употреба на мелатонин во соодветна доза и потоа нели останати фармаколошки агенси, бензодиазепини, хипнотици и така натака. Бензодиазепините помагаат? Хипнотиците помагаат. Како диазепам? Апсолутно. Они што не може да заспиат, многу често посегнуваат по ова средство. Да, кај нас практично се има честа е таа самомедикација. И самомедикација на населението и практично секој знае дека ако не може да заспие, треба да земе диазепам или друг некаков останат агент, но проблемот е со прекумерната употреба или пречестата употреба или секојдневната употреба која што веќе може да има штетно дејство, бидејќи се намалува толеранцијата, се зголемува толеранцијата и се намалува можноста веќе тој агент во таа доза да делува добро. Така да се ствара една тенденција кон зависност практично и тоа е нешто што треба да се третира, бидејќи добро ако се земе нешто, дали хипнотик, дали ваков анксиолитик, дали друг било каков агент, но тоа биде повремено. И практично да се направат промени. Под контрола на доктор? Под контрола секогаш на доктор, бидејќи ризикот од понатака од прекумерна употреба, од штетна употреба и веќе од толеранција и зависност е голем. Значи сепак кога ќе дојде кај вас некој со проблем со сонот, најчесто секогаш се обидувате да ги утврдите причините кои што довеле до нарушувањата на сонот. Дали со годините тоа нормално да се намали потребата за сон? Со годините се следи една тенденција, како што кај децата практично има зголемено време на потреба, зголемена потреба од спиење, така да кај постарите личности се следи намалување на таа можност, да речеме, но се следи од друга страна и намалено лачење на мелатонинот. И тоа е одреден ризик фактор. Повторно ќе кажам, многу е битно спиењето и не треба да се компензира или да се остави така дека е поради причина нели на одредена возрастна, да речеме, доба. Може ли до болест да доведе неспиењето? Самата несоница е многу често симптом на одредено друго, може би психичко расстройство, како анксиозност, депресија или останати клинички ентитети кои што ги сретнуваме во секојдневната пракса. Многу често е еден од симптомите на одредено нешто и тогаш соодветно практично го третираме целото расстройство, дали станува збор за анксиозно расстройство, некој од нели тие клинички ентитети кои што спаѓаат во таа класификација на анксиозни расстройства, дали станува збор за одредено депресивно расстройство или останати други расстройства кои што практично ги третираме. Може да биде симптом и кај често е симптоми кај деменцијата која што се јавува нели во повозрастна доба, така да секако дека е добар клиничкиот преглед и соодветната диагностика е дел од самото решение. Ја споменавте депресијата, некои што се во депресија или премногу спијат или пак воопшто не спијат. Доколку не спијат, ќе се влоши уште повеќе депресијата? Дали несоницата ја влошува всушност? Апсолутно, тоа е еден симптом, но секако дека ако личноста не е одморена, ако не се случи тоа чистење на мозокот, кое што треба да се случува физиолошки, ќе се влошува состојбата. Самото отспивање, коригирањето на несоницата за некој нема можеби да биде тоа само по себе лекот, но значително ќе помогне во доброто доживување на самата личност. И секако со тек на соодветен третман дека ќе се редуцира и таа депресивна симптоматологија. Тоа е типичните знаци нели на депресија, практично типичната депресија оди со несоница, додека атипична имаме понекогаш форма која што оди со прекумерно спиење. Исто како што е сезонски афектираната депресивна симптоматологија која што нели во периодот од зимата, во тој период
кога имаме намалена дневна светлина, се случува кај одредени личности да се појави и таа е понекогаш придружена со прекумерно спиење. Стресот, како што веќе разговаравме во текот на емисијата, доведува до несолница, да речеме проблеми на работа, проблеми во семејството, губење на блиска личност, значи смртен случај, сето тоа може да биде тригер фактор за да започне еден период на несолница. Се од ова што набројавте, многу фактори може да придонесат за појава на несолница. И обично кажувам, несолницата е како канаринецот во рудникот, кој што е понекогаш прв најсензитивен фактор дека нешто личноста има потреба од некаква помош, дека нешто треба да се промени, дека нешто се случува на план или на психички план, можеби и на физички план и така натака. И треба да биде како еден сигнал кој што ни укажува дека треба да работиме на некој начин на себе и да се погледнеме себе си малце подлабоко, бидејќи забрзани во овој свет со многу предизвици, со многу стресни ситуации, со практично секојдневна на некој начин негативна вознемиреност или позитивна, можеби анксиозност и така натака, дедлајни, како што спомна, одредени работни обврски, очекувања, дедлајни, исполнувања, одговорност и практично нема крај на оваа брзина на живење. Животот едноставно е исполнет со стрес. Сите научивме да живееме со стрес. Размислувате ли некогаш како би се ослободиле од стресот? Можно ли е тоа? Знаеш како, секогаш си помислувам која би била мојата следна стапка и во кариерата и во животот, од причина што јас доаѓам од корпоративен свет и секогаш сум била во корпоративен свет. И тие кои што работат таков тип на бизнес знаат колку е тоа стресно и оптеретувачки, меѓутоа јас познавам такво обкружување, нели? Сум си замислувала дека нели некогаш во иднина ќе работам нешто кое што ќе биде во обкружување во кое што ќе слушам поточиња или градинарство, нешто слично, меѓутоа генерално јас сум карактер кој што сака интензитет. Воркохолик сте вие. Да, и тоа е една одлика. Второ нешто кое што сум го забележала кај себе е дека јас се претрупувам со обврски само заради чувството да не западнам во апатија. И тоа е како да кажам, never ending story. Значи во мојот живот јас ги забележувам тие работи што си правам сама на себе. Знам дека ако се створи дупче со слободно време, јас во тоа слободно време ќе ставам обврска, нова. И знам дека како да кажам, веројатно, како што кажав, немам начини и веројатно и немам доволно ноу-хау, нели, како да се справам со себе, да си ги смалам очекувањата, како што дискутиравме, и да бидам задоволна со тоа ниво. Значи, тука на оваа промена треба да се работи. Било дека физичката активност е многу битна во текот на денот. За добар сон, едно време трчавте. Да, многу джогирав. Истрчав, да. 4 полумаратони, станува во 5,5 са бајле, не ми беше никаков проблем, нели, со толку малку сон, да речам да истрчам 7, 3, 5, 10, зависи колку километри, колку ќе ми дозволи времето. Сега немам веќе таква сила, вежбам статични вежби дома, меѓутоа тоа не ми помага да заспием подобро, вежбам са бајле пред работа, што ми прави убаво чувство за себе, нели, дека сум ангажирана, дека телото ми е во супер нели? Во задоволителна солидна форма, така? Да, меѓутоа не ми помага да се чувствувам уморна и нели да ја отспием цела вечер. Заспивам и се будам и тоа е така една, како да кажам, еден магипсан круг, да. Физичката активност би помогнала кај лицата кои што имат проблем со сонот? Апсолутно, но не... Освен кои нешто се перфекционисти. Но не непосредно пред спиење, ова што го правите рано наутро, и не мора да биде до толку рано, може да биде и попладне, на кого како му дозволуваат работните обврски или оној ритам на денот кој што го имаме сите, но не се препорачува да биде непосредно пред спиење, бидејќи практично го буди телото. И практично она убаво чувство што го дава ендорфините кои што се лачат при физичка активност,
потоа ќе имаат контраефект во однос на заспивањето, така да има неколку, се препорачува да има неколку часови пред периодот на заспивање. Значи многу е важно во кој дел од денот се вежба, бидејќи понекогаш практикуваме некоја физичка активност во 6 попладне, во 7 навечер. Тоа е горната граница. 7 да кажеме, за да има после неколку сати, неколку часови од 7 до 10 да може нели да се смири повторно телото, да се има една периодот од денот во кој што нели треба да се смириме, секој со своите обврски, секој со своите ритуали пред спиење, кој има можности така натака. Доктор, ќе се решава ли секогаш овој проблем? Може ли нерешлив да остане? Не верувам дека секогаш се исполнати сите опции. Значи мора да има нешто што може да помогне и кај секого го бараме тоа и не се откажуваме секако. Има одредени психотераписки техники кои што личноста може да ги практикува, на кои што се советува нели одредени начини наменување на одредени навики, фармаколошки агенс ако има потреба и така да секогаш верувам дека има начин, има шанса и мора да се реши практично, но и растеретувањето од она дека мораме да заспиеме, прифаќањето на одреден период, например, не ги спомнавме физиолошките периоди кои што се кај секоја мајка нели практично кои што поминува секоја жена, кога има мало бебе или во оној период нели во текот на бременоста кога има хормонски флуктуации или после пораѓањето кога практично наеднаш се случува рапиден пат на прогестеронот, естрогенот и така натака, кој што може да доведе до несоница, препотување ноќно и така натака. Сите се тие на некој начин физиолошки моменти кои што се очекувани и практично нашиот став кон нив дека не треба да бидеме обсесивни околу тоа дека мора да се заспие, има големо влијание. И она што е дека едноставно е период што ќе дојде, трае, долго трае, исцрпувачки понекогаш, но знаеме дека ќе помине. И да изчекаме додека помине, бидејќи кога се мали дечињата, особено кога се многу мали бебињата, практично е нели тоа е одговорност и обврска на секоја жена, секоја мајка. Многу жени тука почнуваат да се соочуваат со некакви проблеми со сонот, плитко спијат, се будат секој шум и тоа се провлекува потоа низ годините. Тука има и хормонски удел, но има и психички удел. Значи кога се раѓа едно дете, не се раѓа само дете, се раѓа и мајката. Се раѓа цела една идентификација на жената како мајка, која што претходно не била мајка. И сега наеднаш е одговорна за нешто што е толку кревко и комплетно зависно од грижата на родителите. Се раѓа и улогата на татко, нели, баба, дедо и така натака. Но тоа е период кој што е навистина деликатен, сензитивен и кој што треба да биде со многу поддршка и со правилно насочување и никогаш не е како на филмовите. Дека ете нели ќе се роди дете и сите ќе сме среќни и ќе спиеме цела ноќ и така натака. Слика. Идеализацијата на сликата и нашето очекување дека нешто ќе се одвива така практично ни прави една неможност, нели, високите очекувања дека мора некако така да биде. Тој збор мора треба многу ретко да се користи бидејќи навистина има ситуации каде што мораме да пуштиме нешто кога е вон наша контрола. Јас немав контрола ноќеска кога бебето неколку пати се разбуди, не знам што му беше. Мислам без разлика секоја ноќ се буди, но вечерта беше малку поинтензивно и мораш нели да шеташ во сред ноќ и не можеш да спиеш затоа што едноставно си одговорен за некое мало бебе. Во денешната емисија сите дојдовме делумно ненаспани, не спиев добро ни јас, вие заради бебето. Зорица, вие колку се одспавте? Бевте будна ноќта беше добра. Ноќта беше добра. Претходната ноќ беше со нешто 2-3 часа сон, оваа последната беше покоректна. Јас па помислив дека сме ви создале притисок, но штом не сме создале притисок, тоа е добро, ќе ве поканиме некогаш друг пат да гостувате во Телма амбуланта. Само моето последно прашање, би се решиле за некаква фармаколошка терапија? Бидејќи споминавте дека се пробале суплементи на природна база. И суплементи и хипнотици во тешките моменти, да, пошто имав јас некои турнуси по 10 дена во кои што многу слабо спиев. Меѓутоа сега знам со кого ќе се поврзам. Така, тоа е многу важно. Ама добро е, да, нетворкинг, нели? Секако дека би пробала, да, би пробала се што може да ми повлијае севкупно да го подобрам квалитетот на животот, автоматски и квалитетот на сонот. Така, бидејќи кога немаме добар сон,
апсолутно е нарушен квалитетот на животот. Сме го почувствувале сите тоа барем еднаш или два пати во животот. Бидејќи практично сонот е многу поврзан и со имунолошкиот систем, со телесниот систем. Практично нема физиолошки дел на кој што не делува, така да Да, истражувањето велат директно е поврзано спиењето со имунитетот. Во минатото нашите предци спиеле многу повеќе отколку што современиот човек спие, па веројатно тоа е нешто што треба да се промени. Ја ви благодарам многу за денешното гостување. Доктор Васка, ви благодарам за сите совети и препораки, насоки што ги дадовте поврзани со несоницата. Зорица, ви благодарам што споделивте со вас со нас искуството поврзано со несоницата и се надевам дека вечер ќе се отспиете добро. И понатаму ќе биде така. Благодарам на довербата и благодарам на времето одвоено за оваа тема и беше корисно. Благодарам. Почитувани, тука заокружуваме денешната тема амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и имајте вечер убав сон.